Добар ден! Среќен 138 роден ден Алберт Ајнштајн. Зошто е важно ова? Зошто не? Па и не е толку тука, онака чисто да видам колку од вас знаат дека Ајнштајн е роден на 14 март. Никој, нели? Не знаев ни ја, ама ете, си гуглам на Сабајлиус кафенце и станувам попаметен и побогат за уште една информација. После е проблемот, кој ќе решам да ги читам нашите вести одма оглупавувам. Џабе што знам Ајнштајн кога е роден, џабе ми е се. Деновиве да не си е геец, Бог да чува да не си му кожа. Таму у Грција да си одите да браните правата, не тука полици сеакате. Им рече еден бизнисмен, цртичка, бивши градоначалник, цртичка, пејач, цртичка, прости се од политичка кариера. Како бе така? Свети Валентајн или Свети Трифун беше, не знам, не е важно. Ги подели македонците на егејци, пиринци и вардарци. Се ме интересира јас што сум. Ке треба дома да прашам. Ако сум роден у болница у Чирченец, ако сум на клиника, Водњанец. Чекај, што ми беше муабета? Да, еден од организаторите на протестите за заедничка Македонија да ти потекнувал од Егејска Македонија. Инаку многу важна информација и... Пак завори што ми беше муабет. Немам врска, не важно. Да отворим обложувалница кој ќе се осмели прв да ги спомне власите. Синоќа пак еден куп дебати на сите телевизии. Се извинам, се разбира на ТВ Нова најдобри, најубави, најинтересни. Све е нај. Анита се избаци со многу шкаклива тема. Греф ли е да се биде патриот во сопствената држава? Лели, тешко ми беше да изговорам веќе сопствената држава. Дебата во која еден глумец, еден оперски пејач и еден спортист убаво објаснија. Но Стојановски речи дека кога истакнал знаме на тераса, некој од тие демократите комши го прашале нели е тоа иритирачки. Да. Така се иритираат и сите кинези, индици, европјани и компанија кога америте ставаат знаме на тераса и у двор, малтене секој втор ден. И на телевизија 24 вести дебата за програма на непостоечка влада. Добро да е за економската политика на непостоечка влада. И таму не имаше. Главни сме. Ви викам најубави, најпаметни сме. Нена. Нена, па ја почнала. Крати на тука. Дода, јави се. Дода, дај побарај ме. Мори, Додушка, Додовача, Додовче, како уште да те наречаме? Каде е, Мори, мила? Каде? Шо се запна сега за Илирида? Полега, дај барем глумете дека не ви е до тоа идејата. И тоа ни мање ни више усред дебар. Колку што ја знам, тоа се уште е Македонија, бога ми, така и ќе остане. Сега, што ти ветувале некои политичари од Струмица или од кај, ја не знам. Не се верува на секого, нели научи до сега? Слушај, и на меѓународната ќе се досадите више со таа песна. После, шо правиме? Гледаш вчера и Грко се сретнал прв со Амерот. И шо рекле? Сега ги дам. Има некои сили кои ќе го дестабилизираат регионот. Рага на срце, Кодзијас не каже кои се тие сили, а и Амеров му рекол нешто интересно на крајот, ама Грков, Булешки не кажа и ние да се насмееме. А кој последен се смее, најкисело се смее. Затоа што последен го сватил вицот. Ти текне Додовче, Или да пиемо по еден чај, па да ти објасна тоа на другарите од Егејска Македонија од почетокот на Локумов. Да. Македонското МНР со реакција на изјавата на Дода. Жити се, заман, не со такви изјави, тоа не е добро за добрососедските односи. Подобро би било да дадете конструктивни предлози и иницијативи. Да дојдам јас да ви склопам едно соопштение. Може? Кажете мршмори тамо и шлап црн печат у пасош 2 години да не стапне ни у дебар ни у струга. Грците за еден текст или прилог не им даваат на македонски новинари да одат на одмор на Халкидики. Вие фини, море!
Од глупости ќе заборавам да се посветам на сериозни работи, како што е, например, денешниот урбан празник Машки ден. Иницијативата почела на интернет и ние мажите, сироти и репресирани, сме смислиле точно еден месец после 14 февруари, кога денот сме го посветувале на жените со срциња, подароци и љубов. 14 март да биде наш Машки ден. За денеска ние мажите сме требале да добиеме две работи кои најмногу ги сакаме. Нормално, омиленото јадење и орален секс. Додувче, Сарми, знаеш ли да свиткаш? За мене со сланина и свинско ребро до згора. Сличен идиотизам, уствари слични се само затоа што се идиотизми, во исто време се дешава во американската држава Тексас. Политичарката Джесика Фарар или Ферер предложила закон со кој секој маж за секоја мастурбација ќе се казва со по $100. Ете така, предлог законот вика вака. Секоја ејакулација што ќе биде надвор од женскиот полов орган или надвор од медицинска установа ќе се смета за акт против неродено дете и неуспех да се зачува светоста на животот. Кај ли кидам ја тоа? Океј. Америка. Затоа Џорџ Клуни ејакулирал кај што треба и сега со жена Мамал чекаат близнаци кои треба да се родат налето. Ај честито, па на мекици да викате. Океј. Дечки ви кажам, стварно сме океј, добри сме. Па има наде за нас. Ај, уште малку политика. Така ми тргна денеска, па утре за журке и забава ќе се избориме. Ако ги има. Го прочитавте оној текст во форма на писмо од Западен Балкан до Европската Унија? Да го пофалам. На целото, да не биде да влечам, дека влечам на една страна, вака ќе го пофалам пола, па демек и таму сум. А? Мислите ќе проедете? Добро. Западен Балкан, љут и тажен затоа што Европска Унија се откажала од него, вика вака. Види не сега. Србија пак се претвора во насилник. На Косово кој има само 9 години му досадија играчки и баравистински тенкови и пушки. Босна самата себе се растура. Црна Гора мисли дека е на врвот на светот. Македонија има самоубиствени нагони. Албанија по цел ден седи во ќош и се мршти. Добро го скрочи тоа другар. Та, а со маските до кај сме? Нив не ги спомна. Со или без маски и за денеска сме готови. Бај-бај до утре и памет у глава. И не заборавајте, гледајте ТВ Нова. Чао.